Ке се оценува влијанието на браната на отиња врз животната средина. Ова практично е последната бариера што треба да помине пред да се достави барање за добивање градежна дозвола. Но можем да ви информирам дека денеска веќе работиме на ревизија на основниот проект. Се изготвува и веќе денеска или во наредните неколку дена ќе биде распишана јавна набавка за проектирање на студијата за животна средина, која што исто така е потребна за вадење на градежно одобрение. Во меѓувреме се работи на ревизија на проектот и се консултираат експерти за тоа каков тип на брана најмногу ќе одговара за Штип. Се работи за еден постар проект кој што е со бетонска брана, кој што веќе не е во функција, и вториот е земјено насипна брана, кој што според професорите кои што се проектанти тврдат дека тоа е подобриот проект и по новите проекти, по новите брани кои што се градат, се изработуваат со ваков тип на проекти заради нивната конструкција, но и теренот кој што го има на овој дел од нашиот град, од државата, покажало дека е подобро да биде оваа брана земјено насипна. За ревизија на проектот, државата на општина Штип и додели 10 милиони денари, во кои спаѓа и подршка за дополнување на техничката документација. Според предсметките, изградбата на насипна брана би чинела околу 1,6 милиони евра. Околу 1 милион евра пари од самопридонесот, општината со години чува на трезорска сметка, но за да се искористат овие пари, неопходно е одржување на референдум за нивна пренамена.